Почитувани присутни, денес сме собрани овде не само за да се подсетиме на важните историски наслани од минатото, туку и за да покажеме благодарност на сите, за сите хуманноста и солидарноста кои ги даде Република Македонија, особено малото на храбро село Радуша, од каде и јас доаѓам. Во овие 10 минути сакам да ви го пренесам чувството на солидарност и љубезност која Северна Република Македонија го прикажа за времето на страшниот конфликт во Босна и Ерцеговина, особено за време на трагичниот геноцид во Сребреница. Ова го кажувам бидејќи Република Македонија ги отвори во тоа време вратите за сите избеглици од републиките на поранешна Југославија. И тогаш и сега, на жалост, влијанието на Белград и на тајните служби и тогаш беа присутни и сега во Република Македонија. Ова го кажувам бидејќи во тоа време ни се случи во Македонија државата да ги отвори вратите за избеглиците, од друга страна да имаме протести или демонстрации против тие избеглици да бидат сместени во Катланово или да кажем во Ѓорче Петров. Ова го кажувам бидејќи и ден денеска, на жалост, ние во Република Македонија имаме вице-премиер кој е против да го признава геноцидот што се случуваше во Сребреница, па и во другите бивши републики, па и Косово. Ова го кажам бидејќи тие политики и ден денеска или тој дух на Слободан Милошевиќ е присутен сегде. Претhodните говорници тоа го елаборираа добро, така што јас повеќе ги зборувам за доприносот што го даде граѓаните во Република Македонија. Велам, многу граѓани во Република Македонија ги отворија своите куќи во тоа време, им дадоа рака, им пружија рака на избеглиците. А една од тие места, секако од каде доаѓам јас, е и селото Радуша. Денес стоиме со наведнати глави и со тешки срца. Се сеќаваме на Сребреница не само како географско место, туку и како символ на најдлабоката човечка болка, на неправедната која човештвото ја дозволи на тишина, која однекуваше како требаше да се викне. И на злосторството што се случи пред очите на светот. Во јуни 1995 година повеќе од 8000 бошњаци, мажи и момчиња беа масакрирани во и околу Сребреница. Убиени беа само поради нивното име, нивната вера, нивниот идентитет. Мајки ги изгубија своите синови, браќа, мажи, жени, страда вдовици. Деца остана сираци. Геноцидот во Сребреница е мрачна дамка во историјата на Европа и не само прашањето на минатото. Тој е предупредување дека омразата никогаш не исчезнува само по себе. Дека злото се враќа ако не се соочиме со него, ако го премолчиме, ако го релативизираме. Србија, тогаш како дел од СР Југославија, не го признаваше геноцидот и долго време ги негираше или релативизираше настаните во Сребреница. Денес се уште постои политичка подела околу признавањето на овој чин како геноцид. Европа, иако денеска силно поддржува сеќавањето и правда за жртвите во 90-тите години, имаше рестриктивна политика кон бегалците и не презеде водечка улога
во спречување на геноцидот. Велам, не презеде водечка улога, бидејќи во тоа време тие водечки држави не покажа цврст став за тоа што се случуваше. Некои членки на меѓународната заедница, вклучено и Германија, беа критизирани за пасивноста и недоволноста ангажиран за време на конфликтот. Но и во тие најмрачни денови, кога болката беше неподнослива, како стравот и бегството беа единствената опција, постоја луѓе и места кои го држаа своето светлото на членство на човечноста запалено. Едно такво место беше моето село Радуша во близина на Скопје. Радуша не е голема, ниту богата, но тамо во сиромаштијата често се раѓа најголемото богатство на човештвото. Со чувството, кога бегалците од Босна и Херцеговина, особено жени, деца и стари лица, стигна во Скопје, тие не беа дочекани со страв или отфрлање, тие беа дочекани со отворени врати, со раце кои не бара ништо за возврат, туку дава се што може. Луѓето од Радуша не прашува кој си, туку што ти треба во тоа време. Не гледа во верата, потеклото или јазикот, тие гледа човек кој страда. Поделија рана, облека вода, но пред се поделија надеж, поделија човечност. Се сеќавам на сведоштвата на мајките кои кажуваат дека по прв пат, по денови плачење, нивните деца повторно се насмеале во Радуша, на луѓе кои велат дека не само што биле пречекани, туку се чувствувале како дома. Тоа е нешто што никогаш не се забравува. Децата од Сребреница таму продолжија да учат, да цртат, да слонуват. Жените готваа заедно, разговараа, се тешеа, старите повторно добија чувство на достоинство. Радуша стана остров на мир сред бурата. Стана доказ дека добрината е посилна од стравот и дека кога злото се шири, има луѓе кои решават да бидат човечни и покрај се. Токму затоа денеска кога се сеќаваме на жртвите на Сребреница, се сеќаваме и на светлите примери, како што е Радуша. И му даваме признание на оние кои во време на мрак избра да бидат светлина, кои наместо да затварат врати ги отворија, кои наместо да се свртат со грб подадоа рака. Секоја година на 11 јули ние велиме никогаш да не се случи ова повеќе. Но тие зборови не смеат да бидат празни. Тие мора да значат нешто. Мора да значат дека ќе продолжиме да се сеќаваме и да учиме, да зборуваме, да воспитуваме генерации кои нема да дозволуваат повторување. Да негуваме култура на диалог, разбирање и солидарност. Сребреница и Радуша ни дават две страни на истата човечка приказна. Една е опојање на колку брзо може човештвото да се изгуби, другата е надеж дека и во нецрните времиња добрината може да преживее. Затоа нека не научат и Сребреница и Радуша две најважни лекции. Да не заборавиме, за да не се повторуват тоа што беше во Сребреница и да бидеме подобри од тоа што бевме во тоа време кон избеглиците од Босна. Да бидеме тие кои ќе пренесеме вистината, да бидеме тие кои ќе избереме добрината,
да бидеме човечни секогаш секому, без услови. Благодарам.